Кратки најави за денешниот дневник. Според исполнетоста на Охрид за продолжениот празничен викенд, туристичките работници очекуваат исклучително добра сезона. Странските туристички водичи ја извртуваат македонската историја. Последен ден од политичката кампања за двојните избори. Од полнок настапува молкот. Русија ќе спроведува вежби со тактичко нуклеарно оружје. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во дневникот на ТВМ кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 21 степен Целзиусов. Во вторник локално во западна, централна и источна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и свежо за овој период од годината. Во источноевропската низина со врнежи од дожд и снег. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. На север постудено, на југ потопло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните и централните предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 26 степени. Во Македонија во вторник во свежото утро во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност со благ пораст на дневните температури. Во попладневните часови локално во северните предели се услови за развој на нестабилност која може да услови локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 18 до 28 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен западен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во четврток и петок облачно време со врнежи од дожд и посвежо, пообилни врнежи се очекуваат во четврток локално и до 20 литри. Минималната температура од 12, односно 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Продолжениот великденски празничен викенд донесе голем број гости во Охрид. Градот беше преплавен од туристи, претежно од соседството – Србија, Грција, Бугарија. Но на секој чекор има тури од подалечни земји, од кои најголем дел во предсезона се транзитни. Хотелските и приватните сместувачки капацитети солидно исполнети. Туристичките работници очекуваат исклучително добра туристичка сезона. Хотелиерите задоволни од исполнетоста на капацитетите за време на првомајските и великденските празници. Со огромен оптимизам ја очекуваат предстојната туристичка сезона, за која што сметаат дека ќе биде една од подобрите. Најголем дел од гостите се од Македонија, но имаме гости од соседна Србија. Како што имавме успешна мината сезона, така и ова во најаве уште поуспешна сезона за 2024 година. Најчесто ни доаѓаат гости од соседните земји, Србија, Бугарија, меѓутоа имаме исто така и гости кои што пристигнуваат од Полска. Ако првомајските празници се некој параметар за пополнетоста на целата летна сезона, очекуваме успешна туристичка сезона. Некои од хотелите на Охридската ривиера за продолжениот празничен викенд бележеа и 100% исполнетост. Туристичките работници сметаат дека ако април и мај се репер за сезоната, тогаш ова лето ќе недостигаат хотелски легла за туристите. Ова сезона ќе биде прекрасна, верувајте. Во оваа сезона ќе се соочиме со еден проблем. Ќе ни фалат хотели во Охрид. Капацитетите не може да ги примат сите туристи кои што сакаат да дојдат. Па ево имаме избегнување на Охрид, сместување во Струга, дури и во Битола, за да би дошле Охрид да го разгледат. Имаме сместување дури и во Албанија, во Поградец, само да се во Охрид. За продолжениот викенд во Охрид преовладуваа гостите од земјите од соседството и од Турција. Турите се претежно транзитни, а гостите од Грција и Србија остануваат по 3 до 4 дена. Српски туристи највише привлачи.
Српските туристи најмногу ги привлекува убавината, богатството со културно-историски споменици и љубезноста. Српските туристи едноставно го сакаат македонскиот народ и мислам дека и македонскиот народ сака да ги гледа српските туристи во што поголем број тука. Јас секогаш тука се чувствувам добре дојден и секогаш со задоволство се враќам. Ова ми е 4-ти пат во изминативе 2 години. Луѓе у Македонија изузетно дружелюбиви, Луѓето во Македонија се исклучително гостопримливи и љубезни и тоа е привлечно за српските туристи. Во мое време ние бевме една голема Југославија и поради тоа се чувствувавме како дома. Во Охрид доаѓав како средношколка и потоа на меден месец бев тука, па следуваше пауза. Сега гледам дека Охрид толку се променил, но и понатаму е најубав. Баш сум среќна што сум повторно тука. Иако има одредено мало зголемување на цените на угостителските услуги, сепак туристичките работници сметаат дека Охрид и оваа сезона ќе биде најдостапна дестинација во регионот со понуда за сечи џеб. Странските туристички водичи им ја крадат работата на локалните водичи во земјава. Иако согласно Законот за туризам, туристичките групи од странство во земјава мора да бидат придружувани од локален водич кој веродостојно би ги пренел историските и културните приказни, странските агенции не го почитуваат. Македонските водичи бараат засилени инспекциски контроли. Странски туристички водичи извртуваат македонската историја. Иако согласно Законот за туризам, туристичките групи во земјава мора да бидат придружувани од локален водич кој веродостојно би ги пренел историските и културните приказни. Странските агенции не го почитуваат. Уште на стартот на туристичката сезона во Охрид деновиве за празниците те забележаа групи странски туристи без локален водич, кои ја раскажуваат својата верзија за историјата на Македонија. Зборуваат што сакаат за земјава без никаква контрола и законски реперкусии, алармираат професионалните водичи. Тоа е сива економија, ма таа сива економија значи немање на лиценци. Проблемија и миналата година многу лошо беше. Веќе лично видов одредени наши водичи останаа без работа, додека дури пољаците ме збунаа што никогаш тие не оделе сами, почнаа сами да одат. Нешто од поранешна Југославија, но е проблем тоа и од Бугарија, од Руманија, баш ги видовме без водичи. Оваа нелегална појава им ги намалува приходите на лиценцираните туристички водичи од земјава. Институциите мора погрижливо да водат сметка за спроведувањето на законските регулативи за туристичко работење. Потребно е многу поголема контрола, да ги заштитиме прво нашите. Не е идејата само да имаат водичите работа, туку како ја презентираме нашата историја и нашето богатство. Најголем проблем е Свети Наум. Јас можам да речам рак рана на туризмот во Охрид, затоа што можам да ви кажам по 10 до 12 автобуси полски од Албанија паркирани се, ни еден водич нема. Од мои колеги кажува да, дојде инспекција, им кажуваме во црквата влезете, имат од Албанија на германски, но тие прво ја барат нашата лиценца. Се знае и се гледа. Треба и нашите да се види дали имат лиценца, дали е истечена или не е истечена. Но сепак треба се провери тамо. Доволно еднашка, 2 пати месечно се помине и повеќе нема потреба. Најкритично е во манастирскиот комплекс Свети Наум, каде странските агенции воопшто не ангажираат домашни водичи. Лиценцираните туристички водичи од земјава ги повикуваат инспекцијските служби да вршат засилени контроли во шпицот на летната сезона. Аваја е тука со чести знаење за народот. Ова е пораката на Аваја која има поднесено кандидатска листа за пратеници во 5-тата изборна единица. Само преку единство и организиран пристап на заедницата ќе се случат промените, порача носителот на листата во 5-ката Ремзи Медик. Нивниот план од 10 точки вклучува и поттикнување на ромското предприемништво, поттикнување на напредокот. Аваја има моќ да ја обликува иднината на ромската заедница, порача на завршниот митинг председателот на партијата Акиф Кариман. Ние не освојуваме гласови, запамтете. Ние освојуваме срца. Ние не се подпираме на страф и поделеност. Туку инспирираме надеж и единство. И овие неколку илјади народ тука го покажуваат тоа. Ние се залагаме за честност, за интегритет и за заеднички напредок.
Па сега ни е шансата. Ајде сите да го заокружиме бројот 10 во среда за наше добро и за доброто на Македонија. Благодарам. Суштествена изборна програма за суштествено решавање на проблемите во сите области и прашања на живењето во македонското општество и држава, ветува Работничка партија на парламентарните избори. Носителот на листата на кандидати за пратеници во петтата изборна единица, Љубе Петревски, вели дека во фокусот им се поголеми работнички права, бесплатно образование, здравство, укинување на даноците за физички лица и домаќинства, сузбивање на криминалот и на корупцијата, враќање на името на државата. Тој ги повика граѓаните масовно да излезат на 8 мај да гласаат за Работничка партија со заокружување на реден број 17. Наш повик е да она целна група на гласачи, кои според анкетите беа над 40%, не излегувале на гласање или не знаат за кого ќе гласат, токму ним ги повикуваме овој пат да излезат масовно на гласање, да дадат гласот за Работничка партија и на тој начин работниците да добијат представник во Собранието на Република Македонија, за да има кој да им ги брани работничките права наспроти олигарсите и политичките партии кои 3 децени ги знаеме дека се занимаваат само со криминал и предавства, а не со политика. Нокеска на полноќ настапува молкот за двојните избори на 8 мај. Молкот ќе заврши во среда во 19 часот. Денеска е последниот ден од политичката кампања за вториот круг од претседателските избори и за парламентарните избори кои ќе се одржат на 8 мај. На полноќ настапува молкот кој ќе заврши во среда во 19 часот. Кампањата за претседателските избори започна веднаш по првиот круг од изборите, додека 20-дневната кампања за парламентарните избори започна на 18 април. На вториот круг од претседателските избори гласачите ќе може да се определат за Гордана Силјановска-Давкова, поддржана од ВМРО-ДПМН, која во првиот круг од изборите на 24 април освои 363.085 гласови, и Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ, кој доби 180.499 гласа. На парламентарните избори гласачите ќе избираат од вкупно 17 листи на кандидати за пратеници поднесени од политички партии и коалиции. Гласачите во текот на денот на 8 мај ќе можат само еднаш да го посетат гласачкото место и да го исполнат своето право да гласаат. Приведени двајца дилери од Прилеп на регионалниот пат Дебар-Струга, пронајдена дрога и пушка. На 5 мај 2024 година, околу 21 часот и 30 минути, на регионалниот пат Дебар-Струга, полициски службеници од полициската станица за гранични проверки и граничен надзор Джепиште, во координација со Оделението за прекуграничен криминал при регионалниот центар за гранични работи Запад Дебар, ги лишиле од слобода БС 34 години и ДН 36 години двајцата од Прилеп. При преглед во возило Пежо со скопски регистарски ознаки на рентакар компанија биле пронајдени и одземени една торба со над 3 килограми марихуана и автоматска пушка со празна рамка. Лицата биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Трамп викендов ги зголеми своите напади врз правосудниот систем на САД, велејки дека Џо Бајден води администрација на Гестапо. Ова реторика со обвинувања на Трамп доаѓа по само неколку дена откако тој беше суден во Њујорк за прекршување на наредбата за замолчување на судијата. Постапката околу случајот го ограничува Трамп 4 дена секоја недела да биде во судница во Њујорк. Трамп се повеќе се представува себеси како жртва на судскиот систем, додека е соочен со десетици кривични обвиненија во вкупно 4 одделни случаи. Овие обвинувања Трамп ги изнесол на приватен донаторски настан на Флорида, каде одржал обемен говор од скоро 90 минути.
Русија планира вежби со тактичко нуклеарно оружје, соопштило денес Руското министерство за одбрана. Со цел да се зголеми подготвеноста на нестратегиските нуклеарни сили за извршување борбени мисии, Генерал-штабот започна со подготовки за одржување вежби во блиска иднина со ракетни формации на Јужниот воен округ со вклучување на авиацијата, како и силите на морнарицата, се вели во соопштението на Руското министерство за одбрана, објави Телеграм. Ова соопштение доаѓа откако Велика Британија и Франција излегоа со изјави за можно испраќање на војници во Украина, зашто портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков вели дека тоа е опасна работа. Два силни земјотреси во период од 10 на минути го погодиле Тајван, објавил Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар. Првиот земјотрес од 5,6 степени по Рихтер бил регистриран на длабочина од 33 километри. После 7 минути следувал вториот, посилен со јачина од 5,7 степени на длабочина од 10 километри. Се уште нема податоци за евентуална причинета материјална штета или повредени. Француските пекари го испекоа најдолгиот багет на светот, долг 140,53 метри, и го презедоа приматот од Италија, која рекордот го држеше 5 години. За да го срушат досегашниот рекорд, француските пекари почнале да го прават тестото во 3 часот наутро и го печеле во посебна печка на тркала, изработена токму за таа намена. Рекордот го потврдил судија од Гинисовата книга на рекорди. Дел од багетот бил исечен и поделен помеѓу присутните гледачи, а остатокот бил даруван за бездомниците. Овој француски леп бил направен во предградие на Париз како дел од неделните случувања на Француската конфедерација на пекари и слаткари. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!